Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. I Sina i Svetija Duh. Amin. Возлюбени во Христа Бога, братья и сестры, нека е честит гораздиот празник на Светата Црква Христова, врзан за личноста на преподобниот Отец наш Наум, Охридски чудотворец. Човекот на кој што му го должиме нашиот христијански идентитет. Еден од седумте покрстители и просветители на нашиот народ. Во секој ден, кога Црквата Божја го празнува ова големо светио, неизино, ние секогаш наоѓаме нешто да кажеме за него, и тоа нешто, колку и да се повторува, е нешто без што ние не можеме, бидејќи само оној народ кој што повтара памети, а оној што памети си обезбедува својата иднина. Сеќавањето е битен момент во нашата сегашна екзистенција. Заборавот, амнезијата е наш голем непријател. Затоа и денеска ке кажеме дека Свети Наум е нашиот голем и незаменлив духовен татко, наш духовен родител, кој што ни го откри Христа Господа и неговата пресвета тајна, тајната на неговата богочовечка личност и домостројот на неговото спасение на човекот и на светот. И во тоа е неговата најголема заслуга. Но покрај оваа заслуга се разбира, нему можеме да му припишеме уште цела една низа други заслуги, кои што не се ни малку помалечки или поневажни. Фактот дека сме од денот кога тој и неговите свети солонски браќа, а негови свети ученици учители Кирил Методи, не внесоа во каштелниот купел и не крстија со вода и со Дух Свети, ние влеговме во числото на културни и цивилизирани народи, се стекнавме со писменост и со посебна култура, која што не се огледа само на книжевно рамниште, туку во сите домени од човечкиот творечки живот. Писменоста е секако голема придобивка, но писменоста што светите браќа и денес славениот Свети Наум ни ја дарија е голем скок во историјата на еден народ, бидејќи дотогаш некултивиран, неписмен, примитивен, субкултурен народ, практично преку ног се изравни со тогаш возвишената светска култура и цивилизација создавани во пазувите на православната Византиска империја.
ние станахме дел од незиниот Комонвелт. А јазикот на словените беше изедначен со јазикот на најголемите антички пагански мислители пред Христа и со јазикот на највозвишените и најсветите философи на Светата Црква Божија од грчко потекло, светите отци од Александрија, Кападокија и сите други свети места во кои што тие живееја и делуваа со благослов Божија. А колко е мило да сте народ кој што има длабоки и свети корени. Колко е убаво да се сетите дека вашиот духовен татко е несмртен граѓанин на вечниот и небесен град Ерусалим. Некој кој што животот го даде за нас, а и сега таму каде што е, не заборава. Се моли за нас и за нашето спасение. И покрај тоа, што многу наши браќа и сестри пак си го заборавија својот духовен татко и тргна во потрага по некакви хиндуистички гуруи во замена за најсветите родители своји. Но слава му на Бога по молитвите на денеславениот Отец наш, Наум, и по нашите молитви, ставени во синергија со неговите молитви, длабоко веруваме и се надеваме дека сите наши забегани браќи и сестри ќе си се вратат во лоното на Светата Црква Христов. Јасно е дека без нивна воја, без нивна согласност, без да имаат љубов и доколку им се одземе слободата на одлучување, тие тоа никогаш нема да стане. Но наше е да се заземаме за нивното спасение. И рековме, дури попарво за нив, а дури отпосле или потем за себе си. Свети Наум исто така со еден малечок, многу занимлив дел или епизода од неговиот свет живот ни дава до знаење дека послушноста во Светата Црква Божја е примарен фактор во чинот на спасението на човекот и на светот. Сетете се и денес кога одите во неговиот свет манастир, тој ни е комшија. Не знам колку километри од тука не делат. Денес во неговиот, од него создадениот манастир, посветен на светиот архистратик Михаил и соборот на светите ангели со кој што светиот архистратик Михаил управува. Таму го создал во 905 година е почетокот на 10-тиот век. И од тогаш до денеска тој манастир не престанал да постои. И за времето на своето историско трајање, тој како манастир носел претешки маченички крстови. И тој крст маченички и денеска светилиштето на Свети Наум Охридски него заобиколува. На еден сосема подруг начин се разбира во однос на сите претходни. Кога ќе влезете пред влезните порти во манастирот, над влезната порта имате една чудна и чудесна представа како Свети Наум ги ора нивите манастирски, така што во равото од едната страна е впрегнат вол, а од другата мечка. Како се случило и мечката да ја ора
da go izoruva manastirski otiv. Така što ta došla vodena odnizijata priroda i jedan od dvata volovi go izve. A potom po zapovetno svetitelj poslušno go zazela mestoto na toj voli. I go takav so pomož neizina Sveti Naum go završil to, što bilo neophodno za site braća vo manastirskata zajednica, monaškata zajednica od njega sozdadena. A to na simboličan način može da ni dade do znanja i nešto drugo. Neka i našite neprijateljite Božje, neprijateljite Svetata Crkva Božja, našite lični neprijatelji, neprijateljite na našite semeni, zajednici i domašnjih crkvi. Gospod može da gi sobere i da ih pregne v plugot od izorovanjето на нашето спасение. На едно место владиката Николай со право вели: непријателите наши се нашите најгруби пријатели. Тие ни го кажуваат тоа што ни еден од пријателите наши не би ги го кажал. Сета вистина за нас, а таа вистина за нас никој не сака баш да ја чуе за себе си. А е толку важна да се знае, за да не освести, да не отрезни од пијанството со себе си, од гордоста, од суетата, превисокото мислење за себе си, од зависта кон успехот на другиот, братот свој. И така, запознавајќи се себе си онакви какви што сме, се здобиваме со шанса да се преобразиме и да се промениме, да станеме нови луѓе, имајќи го за своја мера самиот Христос Бог, по чија мера и самиот Татко наш духовен Свети Наум себе си се менувал, се преобразувал и ја постигнал мерата Господња, така што станал несмртен граѓанин на небесниот град. Да не си го заборавиме нашиот Татко, да го сакаме, да го почитуваме, да го славиме со сето срце своје, на сите благословени начини. Зашто ако со нешто можеме да излеземе и да се пофалиме, ке можеме да излеземе да се пофалиме со прекрасното и несмртно духовно наследство нам оставено од нашите свети предци и родители, какви што се светите браќа Кирил и Методи, светите Климент и Наум, Охридски чудотворци, Сава, Гораст и Ангеларија, и сите рожби на нивниот духовен труд и нивниот спасителен подвиг. Амин. За многу години. Честит празник.